Еј, човече, конечно се смири Адил Максутовиќ и Джејн Рамадановски. Озбилно, леле, алал нека му наđe што му прости Надил, што прите Ана Рамадановска керка му што уствари жена Надил. Да бе, да голем човек испана тој Адил. Мислиш Джеј? Да бе, да, whatever. Режија, пуштај шпица, режија. Buenas noches, hermanas y hermanos. Estas son las noticias de ayer. Conmigo, Alejandro. Por supuesto, mi hijo, no te preocupes. Soy Elena, tu madre. Tienes razón, Elena. Ahora, lárgate de mi casa. Cállate, Acho. No cambien el canal si quieren entender lo que viene después. Вчерашни на терен, Алфа и Буби во нова акција. Ексклузивно интервју со еден непријател на државните служби. Тука сме со еден доста интересен гостин за некого. Дознаваме во каква акција овој пат се впушти нашата брза помош. Ситуацијата е алармантна. Немав време да те видам од сите страни. Немав време да размислувам, ни да те спојувам со никој друг. Освен со себе, во првиот миг. Ти ме освои. Затоа што првиот впечаток е најважен. Новиот Kia Ceed Vision за 13.990 евра. Kia Motors, Македонија. Почитувани патници, врзете ги појасите и подгответе се за многуте погодности достапни со Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Добите 600 гратис поени за добре дојде. Дополнителни бонус поени при секој купување. Бесплатно групно членство во Viz Discount клубот. Дополнителни картички за најблиските, како и уште многу други поволности. Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Поени собирај и патување добивај. Canoil Bio, природен маслен екстракт од канабис. Спреј со висока концентрација на CBD, без психотропно дејство. Благосостојба од природата. Canoil Bio. Зошто Be Healthy? Свежи и природни протеински барови. Без додадени шекери, без конзерванси, без соја, без глутен, без палмино масло. Свежи и природни протеински барови. Be Healthy. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Пуши, пуши, пушиме, гајле си немаме. Пуши цела нација со гаранција, ке рече познатиот Ластовица. Или со други зборови, според истражувањата на Медицинскиот факултет во Скопје, исто ви се фаќа дали пушите или не. Или со други зборови, токсичните материи најдени во плунката и на пушачите и на непушачите се на исто ниво, а тоа е поради загадувањето на гасовита материја, составена претежно од диоксидот де карбоно, нитрогено и оксигено, или скратено кажано воздух. Според стариот виц од времето кога Киро Глигоров бил во основно, има една разлика помеѓу пушачите и непушачите. Да го проследиме вицот. Си како е, си биле двајца овако и едниот пушачо и другиот непушачи и стојат и овој ше непушачо вика, нови пушачо, знаеш дека кога не пушеше цигари, до сега ги си куваше Порше и овој другиот го гледа и ме пушачо и му вика, да, па кај ти е Поршето? Среќна вест за учениците во околината на Битола. Имено општината воведе нова програма за подобрување на здравјето на децата со која се предвидува многу пешачење и физичка активност.
Се зезаме. Станува збор за тоа дека општина Битола се уште не успеа да обезбеди транспорт за учениците до училиштата. Апелираме да не се прават драми од секакви теми. На крајот на денот, зошто мора секое дете да оди на училиште? Нели не чинеше образовниот систем? Нели, почитувани гледачи? А нели продолжуваме со вчерашни? Нели? Нели? Со години се слушаат приказни дека во Македонија има радиоактивен отпад и дека дел од приватните компании го увезуваат истиот. За еднаш за секогаш да го расчистиме ова ќе зборуваме со директорот на ДОЕЛ Чернобил Марија 91. Како бе, јас секогаш свака да се заебам. Кај ќе одиш ланчо, да си купам тост да јадам, пошто ништо не сум јаден. Чекај малце, имам еден прилог многу битен, треба да те пратиме до еден отпад кој што е отровен. Да, па мислам, окей, јасно е, нема да ме пратите на Бермуди сигурно. Така да, тоа е тоа, еве го газдата на овој отпад кој што ќе ни каже нешто повеќе за тоа дали е радиоактивен. Како тоа е радиоактивен? Најодговорно тврдам дека овде нема ништо опасно, ниту за околината, ниту за граѓаните. Ама чекајте малце, прашањето ми е дали ова место е безбедно и дали е радиоактивно? Како тоа дали е безбедно, дечко? Ја ова фабрика ја имам изградено со своји 27 прста, како јас да дозволам да ме девалвираат ујавно со такви шпекулации? Не, добро, мислам, немам проблем што имаш 27 прста, само прашањето ми е дали е место во радиоактивно. Сега пак тој, значи, гледа, ја ти се колнам у своја керка, флуоресцентна, водоземна, дека овде нема ништо опасно. Мислам, тоа е како да бараш копито на куќе. Добро, ама еве глед приметувам дека нешто не е баш кој што треба и не е во ред со вас. Види го, потпишувам со 4 раце, еве ти. Овде не е отровно. Еве и оваа ќе потпише. Ајде. Извини, морам ајде. Ете, драги гледачи, као што може да забележиме, човекот ни кажа дека ова место не е радиоактивно. Ми излезе нешто, морам. Мене најверојатно ми излезе нешто. Студио. Слава! МЕПСО реши да набави нови фотели од телешка кожа, кои им се неопходни за правилна работа. Јавноста со критики за тендерската набавка, на што МЕПСО реагираше со демант. Овие столици не се за нас вработените, туку за гости. Стои и седи во соопштението. Повеќе на оваа тема од ексклузивното интервју на нашата Јелиса Алфета. Вртлив ергономски стол со високгрбен наслон, со седиште обложено со огноотпорна полиуретанска пена, со наслон обложен со огноотпорна полиуретанска пена во 3 анатомски зони: сакрална, лумбална, торакална подршка, механизам со можност за фиксирање во 5 различни позиции, седиште и наслон обложени со природна кожа. Се вели во спецификацијата на МЕПСО. До мене е кравата Милка. Милка, што мислиш ти за ова? Нека купат од коза. Студио? Врзале двете раце наопаку. Врзале двете раце наопаку. Добро, а ние продолжуваме со вчерашни. Една од вечните мистерии и теории на заговор е бегството или киднапирањето на екс-премиерот на Република Македонија, лицето НГ. Ќе остава малце власта да поработи на тоа, затоа што најавуваат дека се ќе откриили така натаму. По се изгледа дека никогаш нема да дознаеме како Груевски ја поминал албанската граница. Според албанското МВР, снимките од неговото поминување повеќе не постојат, иако македонските власти ги барале уште пред 1 месец. Според кажвањата на албанската полиција, тие пробвале да заштедат на видеолента и ја искористиле таа со бегството на Груевски за да снимат свадба на еден нивен полицаец. Од македонското МВР им честитат на младенците со надеж за добар брак и берикет,
Како што стои во соопштението, сите на свадбата си поминале одлично и свадбата немала никакви инциденти. Ке си лежите. Што? Ке си лежите, викам. Ке си лежите. Ако, лежете си. А ние продолжуваме со вчерашни. Дупката од 19 милиони еврима во вториот пензиски столб го натера МВР да го ангажира најдоброто што го има во потрага по непознатиот сторител. Сигурно погодувате, се работи за Алфа и Буби. Па не, пази, ја мора да те научам да знаеш нешто околу стуби. Значи имаш корински, имаш јонски, имаш дорски ступ и пензиски ступ. Овој знаеш ли како ступ? Па брат, овој како картонски ми личи. Дај да видиш, гледа го. Фори од пекарско дисе, Шуплив е овој, бе. Шуплив, сите се шупливи, буби. Стубот ја отсликува државата, буби, а од кај знам ја толку историја, знаеш? Од кај знаеш? Animal Planet, бе, брат. И да, гледаш ти ениве, имам видено дома дека имаш гледано. А добро, па тоаш кај ни се пензиите, ако е празен? Еве, буби, како вика, знаеш? Како е непознат сторител на енглески, знаеш? Не знам. Defender нешто, како беше? Буби, Defender е джипот што го возиме. Значи, ова е непознат. Unfamous. Unfamous, бе, да. Offender. Непознат, точно. Да, така е. А добра, дуи да не се случајно, нели викаат дуи? Немој, Буби, молим те, немој. Знаеш какви се лигави тие? Одмак ќе почнат тужби, мужби, не ги спомиње. Молим те, немој. Осетливи се, знаеш какви се. Да, ќе тужат. Што му е на бе? Ево, еди се тие модерни активисти, те стубови гушкаат, дрва гушкаат, не го разбирам нија. Овој доеѓа, он го држи стубот на демократија во држава, активист. Треба му викнеш со пендрагот, ќе дојде татко му тепат активисти. Што да му прави? Треба да дојде татко. Остај некак миши овдека. Будал. Тоа е. Него не су те праша, ти пушиш ли, бе, Буби? Не бе, дишам. Gracias a nuestros héroes Alfa y Bubi. Ahora seguimos con las noticias. Alejandro? Бујар Османи најави тужби доколку името на Дуи биде споменувано во негативен контекст и во врска со криминали. Што значи дека ќе смееме да ги споменуваме оние на кои не смееме да им го споменеме името, само за добрите закони, инвестициите и граѓанското општество што го промовираат. Па да видиме. Ама овде немаше ништо. Толкму така, Елена. Да продолжиме понатаму. Не дозволи да проведем сам још едну ноч, или доđи или зови хитну упомоć, ке рече познатиот вокален интерпретатор Дино Мерлин. На истата тема брза помош, или салфетка ни спреми прилог. Значи ние стигнавме на местото. Извинете, ситуацијата е алармантна. Добре, има мобилен во раката, што значи дека е жив. Господине, каде ве боли? Господине? Добро што се дешава. Значи, според првостепени визуелни обсервации, настанато е катастрофа. Господине! Да донесам дизалица ако е катастрофа. Так, сребре, так, зима една дизалица, за живот се работи. Господине, дали ме слушате? Каде ве боли? Не разбирам на албански. Значи, ја не разбирам албански, алармот ме полуде. Значи вака, според законот, господинот бара да му се обраќаме на мајчин јазик. Аха. Господине, колерата што знае албански е слободен до среда. Ако може некако да ви помогнам, каде ве боли? Ја те куптај на албански. Сребре, ти знаеш албански? Знам бе, амбуланца се вика. Ај прашај го кај го боли. Озбилно? Абе, најозбилно прашај го. Кудочелен донте, ово фудла. Дуање пертес, те сертификуар. Куку. Бара не овластен преведувач, бара. Абе, мора да биде овластен преведувач албански. Има закон. Сребре, зимај амбулантната кола, оди он дека има нотар, мораш да извадиш потврда за овластен преведувач. Како бе нотар, дали сте нормални вие бе? Иди. Ние ќе се вратиме тука откако ќе обезбедиме официјална потврда за нели преведувач, а до тогаш стивкате малце за човекот. Од кола. Поздрави до Сребре со шпреса дека ќе стигнете навреме. Ние одиме понатаму со вестите. Александар? А сега нешто што не сме го имале одамна. Нешто интересно? Не, меѓународна политика.
Имено потенцијалниот председателски кандидат на ВМРО ДПМН Владко Ѓорчев испрати отворено писмо со кое не го признава владењето на Мадуро во Венецуела. По ова писмо Мадуро се обрати преку говор на националната телевизија и изјави дека ги отстапува сите функции во земјата, благодарејќи му на Ѓорчев за тоа што му ги отворил очите и му помогнал да свати дека е време да отстапи од власта. Во Каракас веќе има онлайн петиција да се изгради споменик од Ѓорчев во природна големина за неговите заслуги за венецуелскиот народ. Сребре беше обичен шофер, но денес Сребре се најде на еден нов кариерен пат. Патот да стане овластен преведувач по албански во брзата помош. Мислиш Сребре за крај на епизода ќе се кандидира за председател? Јас не верувам, па сепак он не е златен. Леш шокира алармов прекина. Изгледа отиде акумулаторот, ама добро издржи. Абе, од кај ти акумулаторот? Абе, ги донесува тој Алили Абдилкадер од тука од Турска. Што направи бе човек бе? Па изумревме овде. Па оди ти заврши факултет за 15 минути. Мољакај се по тоа професорите таму. 300 евра за нотар дав само. Мада 300 евра за нотар добра цена е. Добро, ај прашај го кај го боли. Добро, кудо челен домте? Абе, кое ще штупи печат, где е печат? Леле, нема печат, мамица бе. Па Што бре, што мора печат од печат? министерство. Како бе Сребре немаш печат бе Сребре? Како бе немаш печат? Како бе немам печат, па што? Ај трг сега. Трг до министерство по печат, ајде. Абе, вие сте удрени у главата бе, не сте. Сребре! 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 Јецо, мора да тираме далje. Јецо. А ние одиме понатаму додека се среди Јелена. Владата конечно со практични мерки против загадувањето. Мислиш на казнување на големите загадувачи, гасификација, затворање на дивите депонии, зачестени инспекции, субвенции за најранливите? Е тоа, субвенции за најранливите. Владата во борбата со загадувањето ќе почне да субвенционира електрични автомобили. Ова субвенција, преведена народски, е дека Кочо Ѓушев ќе купи автомобил на попуст. Со оглед дека овие автомобили се над 30.000 евра, според пресметките на економските аналитичари, со мерката секое македонско семејство ќе заштеди по точно 30.000 евра, затоа што нема пари да купи таков автомобил. Шо би рекол Рашковски, еве ви по 30.000 евра пасивно зголемување на семејниот буџет. Што се случи со печатот? Дали има разврска во итната постапка за судски преведувач за потребите на повредениот на кој брзата помош треба да му пружи соодветна законски загарантирана услуга на мајчин? Добро бе, зошто ми пишувате вакви најави? Па се умарам вака бе, човече. Да видиме. О, баби. Прашање студентски да ти. Еве го иде. Што иде бе, нема печат, нема, нигде нема. Како бе нема печат бе Сребре? Нема бе брат, бев таму тоа студентските прашања, ме гледат чудна таа шофер од болница и да бара печат. Бев кај референтот ме прати дома, пошто не беше на работа. Жена му искача не е дома, па си вика ми човекот си има работа, не е сам. Абе Сребре бе. Господине, немаме печат господине, ве молам да ви помогнам. Ве молам господине. Чекај, ќе ми помагаш, дај ми нога да станам. Ајде. Полека. Можеш ли? Што? О, нони. О, баби. Слушај, другар, да ти кажам, те гледам си се трудиш, си трудно од преска, ама не иде така, има закон, бе. Ти реков на албански, зашто не поштуваш закон? Абе сега тоа е, сега ве молам да ви помогнам. Кај ве боли? Ајде, овој пут ќе ти дадем да ме лечиш, ама зади пут, следен пут ќе ти умрам, ќе видиш. Вертабра ме боли, ребра ме боли, глава ме боли, се ме боли. Треба цел гипс да ме ставиш. Оста гипс, ми тек да нам виц, бе, слушај виц, бе. Си пиле поп јоджа и влегли у хладилница да те... Се извинуваме за ненадејниот крај на скечот. Системот автоматски ги брише нерелевантните видеа. Ако не останувате во Македонија, барем останете со вчерашни. Неки пут, гледате, ја користим енглески зборова. Мене ме вика најбрза маказа у време на бивша Југославија.
А сада малку да здивнемо од тешке политичких темама, предлажам да одиме на бесплатни часа по југословенску есперанто. Зоране, опет доцниш на испит. Шта ти е сада изговор? Веројатно, сви смо били уморни. А где су са други колеги? Код куче. А где е дежурне? И он е одлучила да кидне. Свичу да их казним. У Македонија нема казна, стрелање, бесење. Немој да причаш српским језицима. Збори свој матерни јазик. Неки пут, гледате, ја користим енглеских зборова. Очеш неки орден да ти дам? Whatever, ајде, прича енглески, окей. Шта фали Македонија? Фали саветник по српскоме језикоме. Тако? У реду, Зоране. Идемо со прво питање. Има едно лакше да ти дам. Колико е 3 пута 5? Милиарди евро има. У реду, друго питање. Изрецитирај неку песму, што знаш. Док се чукамо и ударамо у градима наши. Прошо с испит, доволен 2. Хвала пуно, било ми е час. Поздрав сви кои су следили вашу емисiju. Ово nije емисија, бре, Зоране. Ово е испит. Ајде, излази. Среќна вест! Вратите на Европската Унија никогаш не биле толку отворени за Македонија. Исто како и вратите на НАТО. Ние сакаме да бидеме земја дел од Европската Унија. А впрочем, еве и Британија па и ослободи место, за да можеме и каде да заземеме место во Европската Унија. Но експертите не се сигурни дали овој простор ќе е доволен за Македонија да влезе во Европската Унија. Тие сметаат дека би било добро чекорот на Британија да го следат и Шпанија, Словенија, брегот на Слоновата коска, Малта, Бугарија и Косово кога ќе влезе пред нас да излезе од Европската Унија за да се направи соодветен простор за моќната македонска економија и джиновските странски инвестиции кои дојдоа по промената на името. Вчерашни со ексклузивно интервју со еден непријател на државните служби во... Ова почнува да личи на емисија на Васко Ефтов. Значи не биди Васко Ефтов и не ми влагај во збор. Следи интервју со еден непријател на државните институции и пријател на градоначалниците. Така е, студио! Тука сме со еден доста интересен гостин за некого, пријател за некого непријател. Господине, дали сте подвоена личност? Види, можда, не викам не, некад сум младен, некад сум топол. Добро, да, тоа е нормално, но не е нормално ја да правам интервју со ветер. Не е здрава работа. Добро, зашто ме браза? Ја можам у странство одма си отидам да правам кеш со ветерници, ја вртам. Овдека ме дупат. Здраво за готово ме зима. Овие напади на директорот на Македонија пат се лични напади. Демек јас негот сум му враќал на пат. Па тоа ви е работа, бе. Само ве тестирам да видам колку работите, шупајци. А ме сакаат у Скопје, ме сакаат у Битола. А зашто ме сакаат? Зашто ако не сум ја, ќе ми спомрат гласачите, ете за тоа. Малку ќе дувдам и ќе се среди воздухот и нема поише по Фейсбук жалење за загаденост. Не знам ти што не се тишело. Не се барат мерки одма, никој не е људ, тоа ти е. Па тогаш жувајте почесто! Сажа ставам наркоман, бе, ненормален. Студио! Шо студио? Лесно е да кажеш или дуај, дуај. Buenos vientos, Lancho. Ahora seguimos con las noticias. Биоцелулар Anti-Age. Линија креми против брчки. Ја храни и негува кожата и ја одржува млада и свежа. За помлада кожа. Биоцелулар Anti-Age. Добре дојдовте на најголемиот спектакл оваа година, Златна бубамара на популарноста. Драги наши отруени и запоставени граѓани, доколку се уште верувате дека има останато некој нормален во нашата држава, доаѓа денот кога можеме да се собереме и заедно да провериме, да се проветриме и да уживаме во најновото издание на Златна бубамара на популарноста. Време е да се предадеме на музика, смеа и работа, откако се оддадовме на лажење, крадење и неверства.
Be Healthy. Свежи и природни протеински барови. Без додадени шекери, без конзерванси, без соја, без глутен, без палмино масло. Свежи и природни протеински барови. Be Healthy. Влезниците за концертите на Горан Бреговиќ, Лени Кравиц, Стинг и Ерос Рамацоти можете да ги набавите онлайн на avalon.mk и преку продажната мрежа на Avalon низ Македонија. Скопје и Македонија се свет. Avalon Production. Вчерашни во јануарскиот трансфер период се засили со одличен познавач на македонската политичка надреалност. Демистификаторот на спинови, фоликуларниот лаборант, врвниот аналитичар и изработувач на трајни надградби за коса со тежина од 300 до 800 грама од природно и синтетичко влакно. Машкиот стилист, тоест бербер, собственикот на берберницата Путец, Драганчо Путец. Да видиме како ќе оцени оваа бурна политичка недела. Мене ме вика најбрза мака за време на бивша Југославија, бе. А тоа во континентал такмичењата стално сум бил прв, така да не се кире, ќе те улепшам. Кај мене иделе министри, глумци да тука све, например, овој види го. Кога дојде беше за никаде. После кога искочи види го ваму сега. Па го викаат, се сликаат со него и така натаму. Кај мене идат секако, бе, например, ти си новинар. Шеф, ме, за со Паздухов што збориш цел дек давиш со тоа, кажеш за тоа нешто. Тоа сега бе те кажеме ова за Паздухов што. Гледај сега плюнкава што испитуеле овдека. И кај тие пушачите и непушачите исто било загадена плюнката со катан со света. Знаеш ли што ти каже, бе? Па ќе испоцркаме од рак сите, бе, као облувци овдека ќе испоцркаме. А кој е крив за тоа? Овие претходниве што го донесоа тој законот за пушење, да не се пуши у затворени простори. Искачаат овие порано тука, ќе биде загадено, сите пушат, тоа е тука, надвор беше чист воздухот. Како искочија надвор цигари да палат сите и све си некаде тоа. А гледаш што е сега Струмица тамо најзагадено што било? Па најзагадено е премиерот и од Струмица и тамо највише пушачи има сега. Па нели тој нивиот таму буташе со пенкал нешто, не знам како буташе пенкалото. Ајде бе, доста и ти. Добра идеја, ама ти, ова детето на пример сега сакал да биде стилист. Ја му викам, бе учи за бербер бе, да те биде господ, да те види он стилист, така мисли. Оти гледаат телевизија, овде лижат мотики едно друго и така. Али добро е ова со пенкало, ме потсети малиот што тој. Нели викава нека со пенкало денек бутнале режим, де? И сега што со истото пенкало грабеш прават овдека. Вамо тендер, намо тендер, гледа фондоите испразнети ова, не, на што личи ова, од ова држава не бидува вака. Дај пишка. Оп! Види го. Гледа си како бе. Да предно селфи, пофали се, кај рече работиш? У Нискоград. Едно селфи, ајде у Нискоград тамо. Тоа беше се за вчера. Дојдовме до почетокот на оваа епизода. Се надеваме дека заврши машината за перење на ефтина струја, па време е за спружирање алишта. Мислиш пружање алишта? И не ми влагај во збор. Добро утро на сите, освен на тие што си тетовираат ликови на политичари и кинески букви. Добро утро и од мене. Емисијата, ако не ја фативте од крајот, можете да ја гледате на нашиот YouTube канал или на njnj.fn.mk. Поздрав! Поздрав сви кои се следили ваша емисија. Поздрав сви и од мене. Ти си ми познат нешто, Рамешко. Абе, колку пати сум ти рекол, бе, комши? Му викам стално. Ти не треба да идеш кај мене, бе. Ти само треба главата наопаку да ја завртиш и ем ки имаш коса, ем не треба да се бричиш. Ме разбираш? Ајде. Иди у Нискоград, бе, таму, ајде.